Загаденоста на воздухот во Македонија е далеку над пропишаните европски стандарди. Во ЕУ, максимално дозволеното количество на PM10 честички во воздухот смее да се надмине најмногу 35 дена во годината. Во некои општини во земјава се бележат и до 200 дена годишно, кога загадувањето е повисоко од дозволеното. Просечните годишни концентрации на PM10 честички во воздухот ги надменуваат ЕУ стандардите во сите мерни станици во земјава од 2005 година наваму. Земјите членки на ЕУ кои не се придружуваат до директивите подлежат на санкции. Европската комисија веќе покрена судски постапки против дел од членките за надминување на дозволеното загадување на воздухот. Македонија во моментов не подлежи на ЕУ санкции, како што забележува Државниот завод за ревизија. Државата не подлежи на санкции од страна на ЕУ, ниту постојат санкции на централно, локално ниво за непостигнување на целите утврдени со политиките за квалитетот на воздухот и граничните вредности на одредени загадувачки супстанции во воздухот. Светската здравствена организација проценува дека во 2016 година во земјата се забележани над 1450 смртни случаи поради загадувањето на воздухот. Домашните еколошки здруженија и експертите ја потврдуваат оваа бројка, потенцирајќи дека 6% од сите смртни случаи на годишно ниво се последица на загадениот воздух. Според Светска банка, ако Македонија ги намали концентрациите на PM10 и PM2.5 до граничните вредности на ЕУ, би се избегнале над 800 смртни случаи, илјадници денови на загубена продуктивност и тоа би резултирало со здравствени заштеди од 151 милион евра годишно. Министерството за животна средина и локалните власти мора итно да преземат сериозни мерки против загадувањето, со кои Македонија ќе почне да ги почитува ЕУ директивите и ќе стане место каде што може да се дише слободно.